мала сакам митови и легенди за самовели, херои, ѓаволи и змејови. Неодамна дознав дека многу од моите омилени приказни произлегуваат од реални места на Балканот. Едно такво место е Ѓаволскиот град, геоморфолошки локалитет во јужниот дел на Србија. Ало? Ме слушаш? Дритон? Ало? Ало, ме слушаш? Дритон, ме слушаш? Кај си? Чекај! Кај си? Какво невреме, бе? Какво дрво паднало? Ај полека збори, Полека збори, ми прекинуваш, ништо не те слушам. Автобус? Добро? И тука грми. Еве сум ја во шума. Колата ми се расипа, не знам кај се наоѓам точно. Шо, не доаѓаш? Ана ја познавам откако знам за себе. Таа е секогаш спремна за авантура. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Сосема случајно, дружбите ни се претворија во патувања и од другари станавме влогери. Може, станите. Со Дритон сме веќе испробана екипа. Јас за дволан, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а џиркаме и во занечиски дуќани. Со секој изминат километар, нова лекција, а понекогаш паѓа и по некој предизвик. Од дома правец кон сите соседни држави. Бараме нови перспективи на старите приказни. Природа, култура, музика, традиција, се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Како е добро! На нашето патување има место за сите. Ова е Радиус. Прошири го кругот. Во потрага по ѓаволовиот град, како ѓаволот да почне да ме следи мене. Ми се расипа колата, Дритон не ми одговара на телефон. Не можам да најдам жив човек овде да прашам за било каква информација. Тоа е. Нека ми е со среќа. Добар ден! Дали знаете каде се наоѓа Ѓаволски град? Блиску сум? Мислим да е 2 километра мука. 3 километра има до паркинга и горе има 900 метара до Кула. А зашто се вика Ѓаволски град? Јас сам то чула од својих неких старих, рецимо од свекрве, од свекра, од ѓаволима. Наводно, брат и сестра su se uzeli, onda ih je Bog kaznio i tako su se okamenili. Kad stignete gore vidite kakvo je vreme. Vreme se gore menja iz trenutka u trenutak. Času greje sunce, odjednom počne vetar da duva, pa padne mrak. Kao zatišje, mir, tišina. Ništa nema, sve je mrtvo. Počne vazduh da struji, odjednom samo šišti. A ništa nema. A samo šišti nešto kao da prolazi. Neka posebna muzika. Nešto kao da prolazi. Da, kao posebna muzika. Da, tako nešto. U ovom donjem delu greje sunce, gore potpuno tama. Mrtvo, tišina. Pod jednom počinje opet neki zvuk, nešto šušti, nešto kao da leti. Kao da žive nešto gore. Kao da ima nešto da postoji.
Геолозите велат дека локалитети како Гјаволскиот град настанале природно по пат на ерозија. Но земјените кули, кои потсеќаат на скаменети луѓе, инспирирале богатство од легенди кај народот. И во центарот на сите тие е митот за скаменетата свадба. Тоа што ме воодушевува е што секаде на Балканот, каде што се среќаваат овие геолошки појави, како што е на пример Македонска куклица или Стопските пирамиди во Бугарија, се среќава и легендата за скаменетата свадба. Тоа ме наведува на мислата дека легендата мора да носи некоја стара вистина, можеби некоја мудрост која е добро да ја знаеме. Која е прича и за локалитет Đavolja Varoš? Tako je. Đavolja Varoš, je li tako? Tako je. Što se tiče nauke, priča je ta da se radi o erozivnom procesu koji se drugačije naziva denudacija, odnosno spiranje, isključivo delovanje minerala, atmosferskih sila poput kiše na topografsko tlo, uslovilo je stvaranje ovih figura i cementiranje u sklopu samih figura. Ukupan broj figura je 202. Drugačije se nazivaju u nauci glavuci jer imaju ove kamene šešire koje podsjećaju na ljudske glave. Visine su od 2 do 15 metara i u prečniku figure su od pola metra do 3 metara. Znači ovo je sve prirodan proces? Tako je, to je sve prirodan proces, naravno, znači, tako da je ta vulkanska aktivnost i delovanje atmosferskih sila uslovilo stvaranje figura, kasnije njihovo menjanje, rušenje jednih figura i stvaranje novih figura. U tim vremenima kada narod nije dovoljno poznavao, naravno, znači, nauku i te naučne aspekte, on je razvio neke legende, odnosno mitove o postanku Đavolje Varoši. Jedna od najprihvaćenijih legendi u narodu kaže da figure predstavljaju kamenjene svatove. Da su ljudi po nagovoru đavola hteli da venčaju rođenog brata i sestru. Vila sa ove Radan planine je molila ljude da to ne čine, ali ljudi su bili jako pijeni, jako zatrovani, tako da su krenuli u svadbenu povorku. Bog je bio jako ljut, svatove je zaustavio na ovom mestu, podigao veliku oluju i kako bi sprečio taj zločin i s druge strane kaznio ljude, okamenio ih je upravo na ovom mestu. A druga verzija legende kaže da su svatovi iz 2 različita sela krenuli da zaprose ruku jedne iste lepe mlade, da se susreli na ovom mestu i sukobili zbog lepe žene. Došlo do velikog krvoprolića među ljudima, Bog kako bi sprečio veće stradanje, okamenio je ljudi iz jednog i drugog sela. Во сите легенди што ги слушнав, Радан е представена како чудотворна планина на самовили, а луѓето во овој крај биле највредните, најпобожните и најкротките на светот. Огорчен од оваа хармонија, ѓаволот испретил таква страшна бура што од громовите земјата распукала. Додека луѓето се криеле и чекале да помине бурата, ѓаволот се спуштил на земјата и ја проколнал водата во изворот. Секој што ќе се напие од него да го изгуби разумот. На пат кон Скопје читам вести и добивам впечаток како сите ние да сме се напили од ѓаволската вода. Цела земја е во пожари. Минатото лето пак беа поплави, а летото пред тоа пак пожари. Природата изгледа како да не е љута. Ѓаволскиот град е природен феномен, но и легендите за скаменетата свадба зборуваат за силата на природата, за тоа дека со природните стихии играчка нема. Легендите се само дел од богатото духовно наследство на Балканот. Тука спаѓаат и песните, ората, обичаите, кои од најстари времиња, па до денес, сведочат за човековата симбиоза со природата. Ама денес, таа врска со природата и со мудроста на нашите предци се повеќе ја губиме.
Мојата потрага по легенди не однесе во Делчево, каде се крие уште една скаменета свадба. Од овој крај потекнува и единственото македонско оро заштитено од УНЕСКО – копачката. Во регионот Пијанец, автохтоното оро се уште се игра на свадби и веселби. А што морото е живо, мора се уште да се живи и многу традиции и обичаи кои се врзани со природата. Па сакаме и ние да научиме од орото нешто. Чекава и ние да научиме. Може. А како поделено е? Има машко и женско оро, нели? Да, има женска изведба, машка изведба. Ние жените не го играме последниот чекор копнувањето, дека ова е изворно оро и од многу одамнина и било срамота кога жената ќе го прави копнувањето, ќе се гледа коленото. Јас се шорцеви денес. Шорцеви? Ворет, супер. Така, ние сме расположени. Може ли да пробаме ние? Се разбира. Браво! Сега сме 2 со 2. Јас лично видов дека таа многу подобро се справи. Мој ќе среќа следниот пат, што да кажам. Следен пат кога ќе ни дојдеш, ќе го совладаме. Ние губитниците викаме битно е учеството, викаме ние губитниците. Да. Така. Битното е учеството, така. Така, може и така да се земе. Зашто дојдовме тука? Да, ме интересира за каков тип на растение овде станува збор. Значи, ова не е јаново дрво. Зашто се Јаново користи дрво тоа? кое има многу силен мирис и кој ги уништува микробите, да речеме, и се става во волнените работи. Тоа е еден вид и начин како на времето се одржувале носиите, си береле јаново дрво. И сега на 7 јули доаѓа празникот Јановден. На тој ден се вадат волнените работи од дома, се изнесуваат, се претресуваат, за да, иако фатило нешто молци да падне, Ова е за заштита од молци? за заштита од молци. И се реди во волнените работи, се става внатре и се пакуваат поново и си се редат и си се чуваат. Вака во ова се турбињата, става- да речеме, се става внатре, се затвара, врзне го друго, трето и така. Сите алишта луѓето ги правеле од волна. Ги Волно стрижеле добитокот што го овците, чувале самите, ги нели? стрижеле овците и после ги носеле на валевица, волната се обработувала, после ја пределе волната, зависи како што ќе ткаат, што треба да ткаат, дали ќе биде черга, дали ќе биде торба.
дали фута, дали било што од носија, дури и кошулите на времето се ткаеле рачно, материјалот рачно се обработува, со најтенко предење на волната. А дали може би знаете некоја приказна или некоја песна за поврзаноста на природата со луѓето? Па да, фолклорот е неизоставен дел од секојдневното живење во пијанечкиот крај. Обично над креветот имало греда. На гредата се закачувало кемането и тамбурата и домаќинот. Што тоа кема е? Кемане се свири на него. Инструмент. Инструмент, изворен, пијанечки. И домаќинот ќе дојде од нива, ќе си седне и како што ќе си руча на маса, ќе сака да си одмори и си го зема кеменето како што си седи или тамбурата и си почнува да си свири. Во континуитет се измислувале народни песни и се играле на разни веселби, на разни случувања и да речеме и некое секојдневно случување како што е лупеница, како што е попрелка, како што е обично завршувало со тоа да се заврши со песна, со оро. Дај ми Боже пролетни грмови, есенски дождови. Не се дава Димка. Да дотечат реки суводолки, реки суводолки. Да однесат кула одолово, кула одолово. Да излезам Илван добар јунак, Илван добар јунак. Ете, Ане, тоа е песна. Таа сакала Димка да се даде. Ама се женат обично кај нас од свадби, од собори, најчесто од собори. Од пазари. Туку ќе кажат од пазари. Да, некојаш Туку пазар. ќе кажат бегалка. Ќе видат некоја на коњот, ќе ја качат, ќе ја соберат од орото, ќе ја качат на коњот. И бегалка. И бегалка, да. И дома пак оро. Пак ова се пее и се кога игра. ќе ја однесат, после се закажува свадбата кога ќе биде, а таа до свадбата има да си спие со свекрвата. Невестата. Е така. О, лесно изгледа, ама не е лесно, а? Лесно е кој знае. А вие од кога научивте вака да ја косите треба? Јас коса од многу млечко, од 12 години. Така? Да. Ние од татко, ние од браќа постари која косе, па и ние после по нив се учевме и така учиме се. Е, супер. Да не оди таму. Подолу да До оди него до камера. Подолу. Ето. А, добро. И сега да ми кажете, порано, како го поминувавте времето за забава, што правевте порано? Па добро, после секоја работа имаше нормални забави. Имаше, на времето имаше игранки, имаше и по селата игранки, имаше, правеше се честито, некој се ожени, па идеме на честито. Па имаше војнички вечери. Одехме на војнички вечери, одеше дечките одеше ја војска. 18 години кога нападеше и одеше ја војска. По предулки се правеше ја. Значи имаше забави, имаше многу. Имаше многу свадби се правеше, беа на отворено и сите деца беа на свадбите. Да. Ако беше, да речеме, во тоа село свадбата, околните села сите беа на свадба викани. И не мора ни да са викани, сите одат на свадбата. Тогава беше колективно нешто. Така и луѓето се запознаваат по. Одеше и пешки, песни се поеше, ако оди од тоа село во другото село ќе одат пешки, додека стигнат до свадбата се е песни. Појат целата група појат песни. Трнавме низ шумата да го најдеме локалитетот на Делчевската камена свадба, или како што го нарекуваат мештаните, Кукуље. Легендата овде во основата е иста како и легендата за ѓаволскиот град во Србија. И овде имала голема свадба со момче и невеста од две соседни села. Сватовите испратили утрчници да однесат абер кај родителите на момата, ама попат ги пресретнал еден просјак. Тој им побарал да го почастат нешто за свадбата, а тие наместо ракија му дале да пие мочка. А тоа да ти бил Господ, престорен во просјак.
Тој се наљутил на лошотијата на луѓето и рекол: "Нели ви е срам? Треба сите кукуљ да станете." Така клетвата се фатила и сватовите и од двете села биле скаменети, односно скукуљени. Има ли крај ова? Има ли крај ова? Ова ли е тоа? Гледајќи опожарената шума околу скаменетата свадба, како навистина овде Господа ги казни луѓето за нивната пакосност. Најчеста причина за пожарите во Македонија е невниманието на човекот, дивите депонии кои никнуваат насекаде, а дури и намерното подметнување пожари. Во големиот пожар во 2022 овде за малку да изгорат и блиските села, а денес, на место на старата борова шума, сега се простира со голена планина. Во селото Истевник, веднаш до локалитетот Кукуље, еден млад брачен пар решија да се вратат на традициите и на природата. Борче и Симона од природна перспектива ја реновираа старата селска куќа со цел да ја претворат во центар за одржливи практики. Денес кај нив доаѓаат доброволци од цел свет. Ајде, добар ден. Браво! Добар ден, добар ден. Како сте? Добри, ви. Добродошли. Браво. Борче. Симона. Слава живот. Браво. Добро, ви. Добре дојдовте во Центарот за одржливи практики природна перспектива. Како решивте да почнете да се бавите со овој проект природна перспектива? Бидејќи двајцата многу ја сакаме природата и сакаме да живееме помирен живот. Целта ни е местото да биде отворено за луѓе, слободно да можат да дојдат, да ако имат некоја идеја да ја стават во пракса, ако сакаат нешто да научат од нас преку волонтирањето, може да го научат, може да експериментираат. Ние го нудиме овој простор да биде отворен за имплементирање на одржливи идеи, да не го гледаат како наш дом, ова не е наш дом, ова е, ние го викаме проект за цел живот. Доаѓаат ли луѓе, например, овде да волонтираат кај нас? Да, ние можеме да се пофалиме дека во нашиот проект досега се имаат вклучено околу 100 волонтери широм светот, не само од Европа. И со нив имаме правено најразлични работи, од внатрешно реставрација на куќата со самите природни материјали што ги најдовме овдека локално, до водење, поставување градини, водење грижа за тие градини. Имаме еден интересен проект што го спроводиме од семе до тегла, значи сакаме со тие волонтери да имаме баш еден цел процес од засадување на самите семки до конзервирање на одредени производи. Имаме правено некои екоакции за собирање на некои отпадоци околу нас. Имаме учествувано и во страшните пожари кои што се случија пред некое време, значи тогаш беше доста интересно, значи ние го наблюдувавме првиот ден пожарот како избива горе. Значи со волонтерите отидовме да го гасиме пожарот, додека локалците чекаа некое чудо да се случи. Не пројавија некој интерес да се активираат како собрани како група да идат да пробаат да го сопрат пожарот кога само што избувна или кога беше многу лесно да се локализира. Ние локалните сметаме дека е тоа подметнат пожар за експлоатација на дрвна маса. Ние треба да се бориме за да ги спречиме климатските промени, ако сакаме ние како луѓе да опстанеме на планетата Земја. А природата како природа ќе продолжи да се живее. Многу е потешко и јас сметам дека кај нас младите не решаваат да се вратат на село ради напуштените услови. Ние имаме волонтирано во неколку проекти во Европа, значи таму со традиција и со поколенија се ги одржаваат условите на села, додека кај нас напуштени се условите, значи ние кога дојдовме тука на почетокот имавме само по 2 часа вода во куќата за користење. Значи имавме се уште имаме голем проблем со собирањето на секундарен отпад, ова што е пластика е насекаде. И овие се едни од поголемите причини зашто и многу голем дел од другите млади не се нафаќаат. Кај нас е некоја носталгија би рекол за овој живот, пошто веќе го имаме искусено до одреден дел.
Живот на село, а? Да, бе. Многу работа овде. А што се овие цветчиња? Ова е од кромидот. Значи Од самото кромидот? семе го формира на тој начин. Кромидот има вакви цветчиња. Леле, што ми е патлижан. Знаеш, како ми Патлижан гледам цветчиња на патлижан и на кромит. Ај погоди како мирисала. цветчиња. А? Како мириса? Како кромит. На ружа. Низ густите мешовити шуми на планината Влајна се враќаме назад ке нашите играорци од Копачка. Да научиме уште за ората и за свадбите. А свадба без трпеза не е свадба. Добар ден, најдлија работа. Да ве стигне. Како сте? Добар ден. Еве, Ана. Добар ден. Добре дошли. Па што се спрема овде? Зелник ќе спремаме Аха. и баница. Убаво. Треба помош? Па ќе ни треба, бога ми. Треба? Ајде, Ана. Да, ајде да Ана, видиме. сега сукање, за јас тебе те сукање, не за јадење. предизвикувам. За сукање. За сукање те предизвикувам да видиме кој е подобар. Супер. Бивало мене, стварно ме бивало, знам. Супер. Фала ви многу што ме научивте. Браво. За конечно да ја победам, Ана. Браво. Браво, победниче. Браво. Браво. Спремна си, Ана? Оу, ете Ајде, се спремна. снимај ова. Тоа е тоа. Перфектно. Ај, како сум гладен. Месечинка изгледа. Супер, одличен зелник. One down, one to Браво, go. шеф. Сега ова да го покријам. Дај петка. А за да се слееме уште повеќе со атмосферата на минатото, решивме и ние да пробаме некоја носија. Значи, невестата, за разлика од другите, малку поќе ја накитиме и покрај се друго ќе носи, добар ден. ќе Добар носи ден. вел. А нели И младожената Стаса, браво. Добар сум јас вака облечен? Од која страна треба? Од левата или од... Малку натаму го да не... А да не е лош знак да ја види младоженецот невестата пред свадба. Тоа у Америка, Ана. А имало ли разлика дали невестата доаѓа од богата или од посиромашна фамилија? Па, колку е побогата, таа, ако е богата, ќе носи, например, пафта. Кое време, кога било најпопуларно да се прават свадби? Значи, сите веселби што ги правил народот од пијанички крај, ги правиле на новина, нели? А што значи тоа новина? А новина е кога е млада месечина, кога се полни месечината. Охо. Да. На еден начин гледате и тоа е во врска со природата се... Значи... Поврзано е со природата. Да, кога се полни месечината е млада месечина. Тоа трае околу 2 недели. После почнува да се јаде месечината и тогаш не се прават убави работи. Не се прави ни свадба, ни не се оди по невестата, не се прават крштевки. Како и да е весело. Зошто? Кое е верувањето ако Па се прават? верувањето е дека ќе им оди назад после, да речеме. Вака некако. Така некако, да. Да, супер. Браво, бе. Свадбениот обред е инспирација за толку многу легенди, за тоа што венчавката символички се поврзува со пролетта и со сите плодотворни сили на природата. Традиционалните свадби, кои на времето траеле и по цела недела, биле како магиски ритуали, низ кои се оддавало почит и принос на земјата, на водата, на природните елементи, на сонцето и на месечината. Тоа било проткаено како низ песните и ората, така и низ носиите на младоженецот и невестата, каде секој детаљ имал свое значајно, символичко значење. Дори голем дел од христијанските обичаи за време на свадбите кријат во себе древни пагански корени кои сведочат за силната врска на фолклорот со природата и космосот. На
сите е презиме турила, на сите е презиме турила, на свеко роди кожуаро, на свеко роди кожуаро, на свекрва. И тетка Перса, па што се разликува орото копачка? Па, орото копачка е фолклорно добро од пијанец. Значи, обстојувало со години од нашите дедовци, прадедовци и така натака. Најубаво и најавтентично се играло во Белчанско мало. А како се случи УНЕСКО да се заинтересира да го заштити ова оро? Но да ви кажам, ова никако немаше да се случи без нашиот долгогодишен председател на фолклорната група Копачка, кој над 50 години ја водеше и ги архивираше материјалите од Копачката, тоа е господинот Димитар Узунски, народниот фолклорист. Ние милуваме да си го кажуваме како пијанички од Цепенков. Знаејќи колку е значајно Копачката за нашиот град и како ние тоа оро духовно го доживуваме сите, го поттикнавме да појде во Институтот за фолклор и да подкрене иницијатива за впишување во УНЕСКО. Орото пред се треба да биде живо. Ние си го доживуваме како свое, ние го живееме орото. На колку години е најдобро да се почне да се учат чекорите? Па, најдобро би било уште од дете да се учат. И од други причини. Заради дамарите. Ако веднаш не го внесеш и ти легне во ушата, тоа назад нема. Климатските промени и наглото деградирање на животната средина се глобален проблем, чие влијание го осеќаме се посилно од година во година. Додека ја монтираме оваа епизода на Радиус, пожари продолжуваат да беснеат низ цела Македонија и голем дел од светот. Проценките се дека штетата што му е нанесена на екосистемот, загадувањето на воздухот и последиците врз земјоделските култури се ненадомесливи. Ќе биде потребен еден век за да се обнови тоа што е изгорено. Иронично е дека од климатските промени најтешко погодени се токму руралните заедници, кои се последните што ја одржуваат древната врска со природата. За нас во градовите на прв поглед легендите за ѓаволот и самовилите звучат смешно и наивно, ама баш тие не потсеќаат за заборавената мудрост на нашите предци, за рамнотежата во природата и за тоа дека ние луѓето не само што сме дел од неа, туку и целосно зависиме од неа. Еден поглед е доволен кон Делчевската скаменета свадба среде испепелената шума, за да сватиме дека пораката на легендата е совршено јасна.